Јас сум во едно прекрасно друштво, прекрасна атмосфера, сончево и верувам дека и утре, како што разговаравме, и утре ќе биде вакво убаво заради промоцијата. Добро утро ќе кажам на Марко Виденовиќ, автор на книгата стихозбирка Будење, и добро утро ќе му кажам на Саша Шокаров, организатор на промоцијата, за утре да вистина да поминете убаво. Марко, вака неврзано доста проразговаравме, прочитав дел од вашите песни. Може би оној што ќе прочита неколку песни веќе ќе знае од каде го црпите мотивот, ама пред се навистина. Вие сте музичар и се занимавате со пишаниот збор, две уметности во едно, навистина ви завидувам. Па добро, двете уметности се поврзани. Сам едно со друго, зборовите со музиката. И јас и често милувам да поврзам врз некоја песна која сум ја напишал, да направам и музика. Така да некако едно со друго ми одат и не можам да ги разделам. Дури се случува и кога ќе слушнам некоја музика на радио или било каде, или на некој од концертите, да дојде некоја идеја за нова песна, така да се раѓаат зборови. Се раѓаат зборови, да, точно. Така. Саша, утре ја организирате промоцијата, да ги поканиме сите што сакаат да дојдат на Будење? Сите ќе дојдат, ќе ги да се разбудат, мораме да се разбудиме, да дојдат утре во 12 часот, сите знаат каде е. Ќе биде многу убаво, ќе читаат убави луѓе, песни, ќе има убава музика, Марко ќе подпишува книги, да ја земат оваа книга да си ја носат во ташна, што зборевме, мала е, убава е, за секој ден бар по една песна да им ја разгали душата. Убаво кажавте. Марко, ајде малку за содржината. Колку песни, тематиките кои се? Во книгата има 123 песни. Тематиките се најразлични. Има за љубовта, за секојдневието, едноставно идејата на текстот дојде, на насловот дојде од тоа што премногу сме заспани како народ и сме заборавиле оние убавите секојдневни работи, сме заборавиле да љубиме, да искажуваме љубовта, да се дружиме. Сме заборавиле да се бориме за вистинските нешта во животот и во секоја песна може да се пронајде различна тематика која се надевам барем до еден двајца, ако успеам да направам да се разбудат, тоа ќе биде голем успех за мен. Има графика и илустрации. Има, да. Чиви се? Тие се на Снега на Мелник, а корицата е на Милан Андов. Како што кажавме и вака некако констатиравме тројцата, навистина едноставно, но со многу големи пораки, животни пораки. Една од помалите поради времето, ќе прочитам Залез, замисли да е животов како еден сончев залез, тогаш сигурно повеќе би го сакал и ценал. Навистина преубаво. Саша, ајде неколку зборови за Марко. Како ќе го во неколку реченици окарактеризирате? Ја имав късмет случајно да го запознам и сега намерно се дружиме и го измалтретирав за книгата, зашто он како секој уметник е инертен и оваа книга ја направивме со помош на пријатели, значи немавме никаква помош друга, ние самите ја направивме, главниот говорен беше Сашо Јовчевски, рецензијата е на Ана Бунтевска, значи со пријатели ја направивме и сакавме да тргнеме од себе за да разбудиме што повеќе луѓе. И многу ќе ни биде драго книгата да стигне до што повеќе луѓе, до едноставно малку да ми ја разгалиме душата во овие, како се вика, модерно волнени времења. Убаво кажавте. Будење некако се сопаѓа будење на пролета, нели? Така се поклопи, да. Со будење на пролета. Јас пролетта ми е омилено годишно време и многу често пишувам и за пролет и за Јоргованот. Тие две нешта ми се така при срце. Така да јас велам дека пролет треба да е во секој период од годината. Не само да чекаме да дојде март и да почне пролет. Да ни е пролет во душата. Да ни е пролет во душата, точно. И кога е најтемно и најсиво, ние да ја побараме пролетта во себе и да ја разбудиме и да се разбудиме.
Ви благодарам за убавите реченици. Уште еднаш да ги поканиме утре во 12 часот. Навистина има објавено на секаде. Кој што сака да се дружи со вас и со оваа книга, да повелат утре во 12 часот. Сите се поканети со добра насмевка, со добра мисла, да се подружим. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија.